Граничен премин Табановце, портата меѓу Македонија и Србија, заедно со Богородица, еден од најфреквентните гранични премини. Неколку илјади возила секојдневно минуваат тука, дел од нив остануваат, но поголем дел транзитираат низ државата. Освен што ја минуваат пасошката контрола, патниците мора да застанат и кај царинските службеници. Еден од нив е Методи Теодосиевски, цариник со долгогодишно искуство. Добар ден, да пријавите нешто за царинска контрола. Дали може да ги добијам документите? Каде патувате, господине? Како извините? Кефалонија. За Кефалонија. Ке ве молам излезете, отворете позади. Што носите со вас? Ништо, само ствари, туристички потребштини, гардеробу. Повелете среќен пат. Вака тече разговорот доколку патниците не пренесуваат недозволени стоки преку границата, но доколку возилото или некој од патниците е сомнителен, работата станува многу посериозна. Тогаш на сцена стапува Бартон, едно од најдобро подготвените кучиња за наоѓање на наркотични супстанци сокриени во возилата. Браво, Бартон, барај! Добар се ми кади! Добар, Добар! Бартон, добар! Ајде горе, горе! Добар, браво! Ајде, земја каде? Брате се, барај! Барај, добар! Добар, браво! Илјадници автомобили секојдневно минуваат македонско-српската граница на граничниот премин Табановце. Иако царинските службеници немаат ниту време, ниту можност детално да ги прегледаат сите возила, сепак многу е тешко да бидат надмудрени од лицата кои се обидуваат да пренесат недозволена стока преку граничниот премин. Со летната сезона правопропорционално се зголемува и бројот на возила кои ја минуваат границата, но нивното искуство и големиот број обуки кои ги стекнале во текот на нивното работење им помагаат многу добро да се борат против лицата кои се обидуваат да прошверцуваат недозволена стока на македонска територија. Нашата работа е занает. Значи, многу пати луѓето кои поминуваат на граница викаат: па они само ме погледнаа и ми мавна, немав контрола. Тоа не е точно. Немојте да мислите дека доколку цариникот ве погледне и ви каже да продолжите со возење, дека не сте поминале низ контрола. Значи, многу пати се работи за психологија, како вие се однесувате, како изгледа возилото. Па потоа, кога ќе ве праша на кој начин одговарате, тоа се све финеси кои колегите знаат како треба да ги употребат и многу пати се случува некој ако гледа од страна да каже: па еве 20 возила помина, 21-то е сопрено и во тоа возило има нешто. Значи се работи за искуство. Во главната канцеларија на Царинската управа во Скопје пристигнуваат сите информации за криумчарење, но и запленета стока и автомобили кои подоцна се распоредуваат низ магацините на управата во целата земја. Директорот Јоко Танасовски вели дека освен наркотици се запленуваат лекови, текстил, но и разновидна стока за која ќе се потврди дека е фалсификат. Имаме одредени заплени и на лекови и други супстанции кои влијаат врз здравието на граѓаните. Секако, клучно за да овој механизам на Царинската управа функционира како што треба е и соработката со другите институции, пред се со Министерството за внатрешни работи, а од друга страна, кога запленуваме лекови и други средства кои се опасни по здравието на граѓаните, се вклучуваат и соодветните министерства, како Министерството за здравство и дури дирекцијата за радиациона сигурност.
Танасовски вели дека пред извесен период ја известиле јавноста за тоа што е дозволено, а што не да се внесе или изнесе од Македонија. Кога станува збор за транспортот на стока, директорот вели дека се вложуваат сите напори да се олесни трговијата, поточно да се забрза административниот дел, производите, особено храната, побрзо да транзитираат низ Македонија.